Сон не го фати струшкиот градоначалник Рамис Мерко, кој непосредно по инаугурацијата побрза да му честита на староновиот американски председател Доналд Трамп. Бог да ја благослови Америка и сите народи кои веруваат во мир и напредок. Ова е дел од честитката која оставна на неговиот Facebook профил и на официјалната страна на општина Струга. Првиот функционер од ДУИ, кој веќе 2 години е ставен на црната листа на САД поради корупција и мешање во судски процеси, покрај честитката пригодно прикачили фотографија од Трамп со расширени раце. Случајно или не, слична на неговата профилна Facebook фотографија. Ви посакуваме успешен мандат и лидерство, кое ќе донесе напредок и единство за целиот американски народ. Се надеваме дека во овој период поддршката на САД за Балканот ќе продолжи да биде силна и присутна, заекнувајќи ја соработката и стабилноста во регионот. Големите лидери градат мостови на соработка и се надеваме дека партнерството помеѓу САД и нашите земји ќе продолжи да биде пример за успех во иднината. Мерко беше ставен на црната листа на САД во време на претходната администрација предводена од Џо Бајден. Од струшкиот огранок на ВМРО ДПМН честитката до Трамп ја толкуваат како обид за ситно политичко профитерство. ВМРО ДПМН како политичка партија нема намера да коментира обиди за ситно политичко профитерство. Соединетите Американски држави, нашиот стратешки партнер, има јасни ставови и политики во врска со корупцијата и криминалот во Република Македонија. Жешкиот костен е во рацете на судството, кое час поскоро треба да се исправи од калта во која е одамна заглавено. Единствено на тој начин ќе се врати до вербата на народот во судството и во државата како организиран систем. Инаку против Рамис Мерко до овој момент се водат вкупно 9 судски постапки, при што во секој од нив му е запретена и затворска казна. Се товари за незаконско поставување на директори во основни училишта, за набавка на луксузно возило Ауди А6, потоа за бесправно градење на објект во еден струшки хотел и последно, најново, за спорната спомен плоча на општинската зграда. Судењата за сите ќе се одржат во ист ден, односно на 24 овој месец.